Тодор Хаджитефов, првоборец од Кавадарци, жртва на Народно-ослободителната војна и Народната револуција. Роден е на 14 февруари 1920 година. Потекнува од чиновничко семејство кое доста внимание посветило на образованието на своите деца. Во родниот град завршува основно училиште, гимназија во Горни Милановац, а учителска школа во Јагодина, каде што се истакнува не само со учењето, туку и со смелоста, отвореноста, големата амбиција и желба да биде прв во училиштето, да победува насекаде, но и несебично да им помага на своите другари. Учителствува во село Спонце, Јабланичка околија, а потоа во село Горни Дъбник, Бугарија, каде биле колеги со неговиот соборец Димката Ангел од Габерот. Борец е во првиот партизански одред во Тиквешијата, Добри Даскалов. Убиен е од ловечка пушка од домашен предавник, приврзаник на окупаторот во местноста Викана Калница на 13 август 1943 година. Но Тоде вечно остана да живее во спомените и да ги поврзува тешкото минато, убавата сегашност и светлата иднина. Остана да живее како символ на младите генерации за иднината и поубавато утре. Токму затоа Тоде е и ќе остане светла звезда во нашето небесно созвездие. Во прегратките на текот на времето, сите ние луѓето сме немоќни, но сепак се трудиме да успееме на некој начин да постигнеме радост, среќа, почит. И секогаш тој труд е кон еден личен, но и колективен општествен успех, и тој успех да биде еден наш незаборав. Меѓутоа, најплодно поле можеби за еден таков успех секако е нашето работно место. Секоја генерација е исправена пред свој предизвик и си остава свој белег. Некогаш тоа е во мир, но за жал понекогаш во војна. Нашиот Тоде, големиот тиквешки јунак, не задолжи сите нас тогаш кога ја одигра својата револуционерна роља и тогаш кога го положи својот млад живот за денеска ние да уживаме во денешнава слобода. Затоа прегратките на нашето училиште денеска се отворени за сите и за идните генерации кои што доаѓаат. Ние кавадарчани денеска имаме едно убаво и прекрасно училиште чија што душа е сплотена со душата на нашите наставници и нашите ученици. Минуваат денови, минуваат месеци, минуваат години па и децении. Се менуваат луѓето, но се менуваат и објектите кои што тие ги оставиле зад себе со својот труд и со својата мака. И затоа денеска градбата, која што е наречена Тоде Хаджитефов, е променета со модерни услови за реализирање на воспитно-образовниот процес. Нашето училиште, покрај тоа што соработува со Министерството за образование и наука, понатаму со Бирото за развојно образование, со локалната самоуправа, соработува и со сите основни и средни училишта во градот и со сите други институции. Впрочем, за таа соработка денеска говори и е доказ токму нашето присуство на нашите вработени и нашиот јубилеј во Домот на културата. Учениците во Општинското основно училиште Тоде Хаджитефов учествуваат на различни надпревари, од општински, регионални, преку државни до меѓународни надпревари и олимпијади, и секогаш освојуваат на вистина високи места. И затоа тие ние гарантираат нашата иднина. Јас накратко само би ги кажала неколкуте проекти поголеми кои што се остварени во нашето училиште во последните 3 години. Нова модернизирана и прекрасна библиотека која што наликува на медиотека. Нови зебра завеси и панел завеси скоро во сите училници во училиштето. Нов систем за парно грејење во подрачното училиште во село Бегниште. Имаме нови 2 реконструирани училници на први кат. Комплетно е опремен први кат, односно сите училници со нови столчиња и клупи за учениците и нови катедри за наставниците. Нов мебел имаме во продолжен престој во канцелариите на наставниците по физичко образование. Лаптоп, компјутери, смарт табли, таблети за најмалите ученици. Понатаму со дел од нашето игралиште е покриено со еластична подлога и имаме нова метална ограда. Сите овие проекти и други помали проекти кои што нема да ги набројам оваа вечер,
Секако ги подобруваат условите за работа во нашето училиште и од воспитен, и од естетски, и од хигиенски аспект. Денеска стојам тука гордо и со сите вас го чествувам нашиот патронен празник. И сакам да упатам порака до идните ученици во нашето училиште, до идните мои колеги и до идните директори, никогаш да не го покријат со мрак овој светол ден. Среќна и горда ви благодарам. Оваа година Наставничкиот совет за првенец на генерацијата ја прогласи ученичката Елена Јулова од 9-то В оделение. Во името на градоначалникот на општина Кавадарци и советот на општина Кавадарци, денеска ми е посебна чест и задоволство што сум присутен на оваа пригодна свечаност, тоа 60 години од големиот револуционер на теквешијата Тоде Хаджитефов. Апсолутно, почитувајќи го минатото, да ги извлечеме сите мудрости во сегашноста и заедно со сите вас и сите нас и сите премрежија да ја градиме еднината. Тоа беше патокас на нашите револуционери, кои денеска ги славиме, за да бидат нашата гордост и нашата еднина. Од моје лично име, како председател на Советот на општина Кавадарци, јас, Стојан Чарамов, би посакал на првенец на генерацијата една лична моја награда за уште поуспешен образовен процес и неистината образовна траекторија да биде наша гордост и секојаш во срцето да ја има својата втора мајка, тоа е мајка Македонија. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.